Здраво, другари, ние сме повторно назад со математика. Ако не математика. Така е. Добар ден, наставничка, Денес како ден сте? за математика ви е очигледно. Така е. Да, денеска имаме целиот ден математика. Мислам дека повеќе понеделници се После ќе математички. го отвориме, нека стои тука, да. Како сте, наставничка? Супер. Што ќе учиме денеска? Денес со 6 оделинците имаме ротација околу едно теме на 2D форма. И сега, бидејќи немаме овде координатен систем, ќе работиме на овие малите, меѓутоа камерата може доволно да фати за да може учениците да имаат прегледно. Само Марија, може малце да ми расчетиш овде од претходниот час? Да имаме простор. Да, ќе ги тргнеме овие овде. Јас ќе земам да се дезинфицирам. Може, Лука, и ова табла овдека, Да се избриша. да ги извадиме камерата. Ајде, може. Камера да се извади. Работна акција. Ајде. За да може да го Еве јас ќе избришам ставиме ова нашиот. Еве. Значи, на претходните часови со 6 оделинците видовме за координатен систем, видовме како се внесуваат и читаат координати во координатен систем. Претходниот час во петокот работевме веќе и проблеми со координатен систем, значи наоѓавме темиња на квадрат, правоаголник, триаголник, кога фалеше едно, а е нацртан во координатен систем. И видовме како да најдеме и средишна ова го точка. извадам? Да, Добро. средишна точка на одсечка. И денес почнуваме веќе со геометриските трансформации, односно најпрво одиме со ротацијата. Супер. Што всушност ни представува ротацијата? Имаме уште од магнетите, Лука? Па мислам дека паднаа позади, но ќе ви помогнам. Падна. Еве. Барем уште еден. Еве уште еден. Најдов. Ова е лепо. Благодарам. Вака. Значи, овдека ни е нацртан еден квадрат. Намерно не го нацртав да биде паралелен или нормален на координатните оски, бидејќи така ротацијата е едноставна и веднаш учениците веќе во својата глава знаат како ќе изгледа фигурата свртена за 90 степени. Затоа што всушност ни е ротацијата? Вртење на дадената фигура за даден агол во дадена насока, но при тоа треба да знаеме и кој ни е центар. Че со 6 оделинците работиме само ротација за 90 степени, ќе работиме и во насока на стрелките на часовникот и во спротивна насока од стрелките на часовникот. Ќе земеме, еве за да се разликуваат, со може црното ова да се брише. Значи, центарот на ротација нека ни е оваа точка овдека сега. Значи, едно од темињата на квадратот го бираме за центар на ротација. Ќе означиме со А таа точка, овде нека е Б, С и тука е Д. Значи, центар на ротација ќе ни биде темето А, ќе ротираме за 90 степени и ќе ротираме во насока на стрелките на часовникот. Ајде да видиме како ќе ни изгледа фигурата после ротацијата. Бидејќи, што правиме? Секогаш центарот треба да го поврземе со темето кое што ќе го ротираме. Во случајов, темето А е центарот на ротацијата, па затоа ќе остане во место. Значи, А ќе се преслика само во себе. Овде ќе остане дека е точката А1. Сега, ако и направиме ротација на точката Б за аголот 90 степени, што правиме? Значи, центарот го поврзуваме со точката. Треба да измериме аголот 90 степени, значи ова ни е почетното. Треба да измериме аголот 90 степени, но да внимаваме да биде во насока на стрелките на часовникот. Тоа значи дека навака. Треба навака. Да. И сега треба дали имаме мало триаголниче или линијарче. Па мислам дека Ако нема, не е проблем, ќе се послужиме и со Мало. листов. немаме, не може. Нема во ред, не е проблем, Лука, можеме Ме, со јас ова ќе да побарам. цртаме. Најдов. Дај ми тогаш триаголник. Супер. Еве ги двата. Шуми.
Што внимаваме, значи? Еве ги, прав. поврзани се и да го изградиме правиот агол. И запазуваме и должината. Значи, овдека ќе ни дојде точката B1. Сега, ако ја поврзам А со Д, 90 степени, бидејќи е квадрат, автоматски е неговата страна. Должината треба да биде иста, што значи дека точката Д всушност ќе се преслика во Б. Точката Значи, Б. тука Аха. ќе ни остане точката и сега дупло почна да не пишува маркерот. Ова е знакот за идентично, значи наместо еднакво со 2 црти се пишува со 3 црти. Добро. Мислам дека сега добро се гледа. Сега, ни остане уште точката С да ја пресликаме. Но, дали има потреба? Бидејќи знаеме дека е квадрат, Да. што е доволно, бидејќи Сред еве ги, знаеме каде е, значи доволно е само од оваа страна Повличаме. да нацртаме прав агол и знаеме дека тука ќе биде сликата на С. И само да поврзаме. Аха. Ева, како ќе ни изгледа Јасно. сликата на квадратот за ротација за 90 степени околу темето А во насока на стрелките на часовникот. Супер. Дали, Лука, можеш да дојдеш од оваа страна само да забележиш едно својство кое што овдека ќе ни важи. Дали можеш да ми ја прочиташ координатата на темето Д? Да, ќе пробам биде? да ја прочитам. Тоа е -7, -6. Минус 7, 6. На А На е -4, 3. 3, добро. И тука имаме -1, 0. така. Ва како гледаме? Ајде, овде ќе ги запишем. Ајде. Д имавме минус 7, 6. 6. Минус Кај А имавме минус 4, 3. 4. 3. И кај B1 B1. минус 1, 0. Минус 1, 0. Исти се по должина страните. Добро. Значи, што доаѓа дека всушност точкава А е центар на целава отсечка DB1. Па колку има растојание од точката А до Д, толку треба да биде растојанието и од А до B1. Односно, можеме да го примениме знаењето од петокот, кога ја знаеме сега средишната точка и почетната, да ја најдеме крајната точка. Овдека беше минус 7, Да. од минус 7 до минус 4, растојанието е всушност 3 квадратчиња. Така. Па од минус 4, кога ќе отидеме надесно 3 квадратчиња, ќе дојдеме точно до Минус 7. минус 1. Исто и Исто и со y y. оската. 6 со 3 квадратчиња И 3 три. минус 3 квадратчиња 0. Ќе се обидеме сега со ротација, но во обратна насока. Ајде да се обидеме. Ајде. Ајде. Ева овдека имам нацртано друг квадрат, овој може да го тргнеме. Ајде јас ќе тргнам ова. Ќе ви ги оставам магнетчињата. Малку се избришал, ќе го повторам. Можам со црвено ако сакате на тоа или со Може. зелен, со зелен. Може. Јас само да го повторам уште еднаш бидејќи се избришале. Лука, сакаш да се обидеш? Да. Еве сега ќе осмениме темето другото, нека биде сега центар на ротација. Ајде. Но постапката значи е иста. И овој пат ајде да се обидеме во обратна насока. Стави го таму, нека е добро. А, Б, С, еве С нека ни е центар значи на ротација овој пат. Повторно ќе ротираме за 90 степени, но сега во обратна насока од стрелките на часовникот. вака. Да, на другата Добро. страна ќе цртаме. Сега искрено ќе ми треба малку помош. Тука сум. Значи сега почнуваме со Од С ќе почнеме, Да. така. Бидејќи С е центарот на ротација, ќе се преслика
во Само во себе се. Само во себе. C1. Сега Се- ставаме 3 така. линии C1. Така. Ива следна Д. D, Поврзано е, така? Така. Тоа е улеснителната околност кога имаме да ротираме околу некој од темињата, затоа што веќе се поврзани соседните. Се со Д. И сега, во обратна насока од стрелките на часовникот, тоа значи дека е на оваа страна. И што забележуваме дека веќе со самата страна е изграден прав агол, Значи- што значи Д ќе се преслика во Б. Во Б. Тука ќе ни биде D1. D1. Ева точката. Така. Значи С имаме, Б имаме, сега А. Полесна е, Тоест, Б не го пресликавме. Не, на C1 го имаме, D1 го имаме. Така. Сега ќе го пресликуваме А. Полесно е Лука, Полесно сега Б, ќе погледнеш Б. бидејќи се поврзани. Добро. Значи еве ги, веќе се поврзани Да, и значи- само треба да направиш агол од 90 степени, но во обратна насока. Ете Добро. така. Така. Сега треба, Така. еве го, Само измери колку беше Д, толку треба да ни биде. тука мериме 4 и овде ќе ставиме 400. Тука оќешот на самиот ќеш. Аха, на ово. Да, квадратчето. Еве. Ево, ќе го потенцираме малце. Тоа е B1. Така. И сега, значи веднаш бидејќи имаме Да, сега делот, овде знаеме, прав агол. така, тука е правиот агол, Еве го. че до деветка, до тука, Ќе- добро е веднаш, Да, до еве тука, ќе кај деветката. веднаш тука. И остана само да ги Поврземе. поврземе и ова Тоа да е запишеме А1. дека е Добро. И сега ќе ги поврземе. така. Ете, Ова, значи, што може да забележиме? Еве го претходниот цртеж. Еве ни го оригиналот, еве каде ја добивме сликата. Што забележуваме? И добивме исто, а Само- ротиравме во само обратна насока, но обратна зошто насока. добивме така? Бидејќи го сменивме центарот на ротација. Така. Претходно долу ни беше центарот на ротација, сега е веќе десно, затоа имаме промена. Ајде да на истиот цртеж ќе има овдека простор да направиме и во насока на стрелките на часовникот, еве со Ајде. црвеното може, за да ги видиме убаво споредбите. Супер. Може. Че овие ќе ги означуваме со 2. Сега сакате центарот да биде исто од Исто, С. истиот Добро, значи центар, ќе само го останува менуваме, C1. ја менуваме насоката на ротација. Добро. Си останува C1. Значи стави во продолжение и дека е C2 тука. Тоа е C2. Добро, малку не пишува. Мислам дека има уште еден црвен таму што може поубаво да ни Да, помогне. еве ги овие. Не, ово е премногу уште така. Сега вртиме во Така, во насока на стрелките на стрелките на часовникот. значи кога го ротираме, тогаш Еве, од Б ако тргнеме, сега одиме надесно, нели стрелките Да. на часовникот се движат надесно. така. Еве го аголот 90, па значи Б сега ќе се преслика во Д. Д. Значи тука ќе имаме дека Д ќе биде B2. B2. Односно, претходно ако Б се преслика во D1, сега Д ќе се преслика во B2. Тоа е една точка, Така. C2 е другата точка Така. која што имаме. Сега Еве Д да го пресликаме. Д го пресликуваме во Навака, На, значи, да. прав агол треба да нацртаме. Вака, правиот агол тука, Лука. овде. Вака. Ајде. Треба да нацртам. Само провери дали убаво поминува. Добро. Навака. Аха, ова. Добро. Добро. И тука. Овде е Точката D2. D2. Добро. И ни остана уште И сега веќе знаеме само дека треба да го доцртаме овде. квадратот. Еве го тука. И Тука е овде точката. И Значи- остане уште да ги поврземе C2. Е. Мислам И дека. овдека е Значи овде е C1, ова е D2, овде е B. Мислам, B е овде? Не, горе е B2. чекај, да, овде стои. Мислам дека Да, ја обратно, сгрешивме да, малце. ги помешавме Двете. единиците со двојките. Да. Чекај.
Вака. Тука остана C2, Овде е овде B2, е B2, овде така. е B2, овде ќе биде овде е D2 овде и е уште D2. А ни остана, Уште ваму ќе се правиот преслика агол. Право, да. Ево, и овде ќе биде. Чекай само малце, не е прецизно. Може подобро малку. Ево. Така, и тука ќе ни испадне точката А2. И остана само да ги поврзаме. А2, B2, D2 и C2 и ги поврзуваме и еве го. Еве го другиот квадрат каде Така. ќе биде. Значи, црното ни беше оригиналот, со зеленото ни беше ротација во спротивна насока од стрелките на часовникот, а со црвеното е во насока на стрелките на часовникот. Супер. Одлично. Одлично. Домашна, дали ќе им дадеме некоја на За домашна, да, нека нацртаат сами овој пат правоаголник. Наместо квадрат, нека нацртаат правоаголник и нека му направат ротација по свој избор, кое теме ќе го изберат, значи повторно да биде центарна ротација едно од темињата за 90 степени и во насока на стрелките на часовникот и во спротивна насока. Супер. Одлично. Супер. Одлично. Ние одиме со краток џингл и се враќаме со следниот час математика.